Што секако граѓаните ги интересира, бидејќи често патуваме, се роаминг услугите. Има најави дека од следната година ќе почне да се размислува за и Македонија да влезе и да ја има оваа придобивка покрај Црна Гора и Албанија, кои официјално од јуни следната година ќе може да се влезени во ЕУ семејството за роаминг, но не е случајот со нас. Ќе успееме ли до крајот на годинава да ги завршиме оние барања што се поставени за овој дел и кога би можело реално да бидеме и ние членка во роаминг зоната на ЕУ? Многу активно работиме на ова прашање и ние сме дел од таа група со Албанија и со Црна Гора. Се надам дека нема да се донесе политичка одлука да се одвоиме затоа што не преговараме, да нас не одвојат не врз база на мерите на исполнување на услови, туку врз база на политика. До сега најавите се дека сме најавата до сега дека сме дел од тој пакет на 3 држави и мислам дека сме најнапред од сите 3 од тие држави во исполнување на условите. Со новиот закон за електронски комуникации 99% од барањата се исполнети, остануваат некои подзаконски акти на кои што работиме периодов и можеби една мала промена на законот за електронски комуникации, станува збор за техничко прашање. Нашиот акционен план е изготвен, го имаме доставено и до ЕУ, чекаме определени коментари и во исто време работиме на овие ситни мали измени. Јас реков до крајот на годината ние ќе бидеме подготвени да ги исполниме условите кои што ЕУ ги бара. ЕУ потоа зема обврска да разговара со телеком операторите, затоа што тие треба да се сложат и потоа се потпишува билатерален договор на секој од државите со Европската унија за ова да биде овозможено. Да објаснам кратко за граѓаните, тоа значи дека под истите услови кои што плаќате пакет за користење на телефонска услуга или интернет тука дома, по истите цени ќе ги користите условите и надвор, нешто што граѓаните веќе го чувствуваат кога патуваат во Црна Гора, во Србија, во Албанија, мислам дека и Босна и Херцеговина.